Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во наредните 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, изборите во Америка. Всушност, тој настан ги засени сите настани ова недела, затоа и чекавме во последен момент да можеме да ја снимаме анализа. Денес е четврток, некаде околу 14 часот, се уште не се знае кој победи на изборите пред 2 дена во Америка. Всушност, како нашата државна изборна комисија да ги организираше изборите во Америка. Не само да ги организираше, тука сега слободно можам да кажам, кога гледам што се случува во Америка, ние сега сме де факто поголема Америка од Америка. Ние сме Америка за Америка. Тоа е суштината на овие избори. Едни крајно гнасни избори. Еднокрајно недемократски избори, еднокрајно неамерикански избори. Најголемата светска сила во светот, силата или државата која владее со светот, не може да направи избори кај неа дома. Гледате, тоа е пораката на овие избори. Веќе светот се менува, Америка веќе не е тоа. Процесот на незина глобализација или доминација со светската политичка сцена тргнал по една надолна линија, све ќе биде различно, како сите да чекаат таа марша од Америка да почне да скапува. Од овие претходните избори таа веќе почнува да скапува и сите овие грабливци да почнат да клюкат од месото на таа марша или таа поранешна голема светска империја како што е Америка. Ако гледаме како се распаѓале големите империи, од Рим во историјата па денес до Америка, сите се распаѓаат на еден исти начин, преку еден процес на декаденција. Америка е зафат еден процес на декаденција. Тема има судир на две Америки. На Америка на Трамп и Америка на Бајден. Тие две Америки се толку различни помеѓу себе, толку не комуницираат како овие наши две Македонии. Македонија на северџаните и Македонија на вамаровците или на небањатите. И тие две Америки не може да функционираат. Порано со демократија се сметаше дека ќе може да се воспостави некој ред, некоја кохезија помеѓу тие две Америки. Се покаже дека не е возможно со демократија да се воспостави кохезија или ред помеѓу тие две Америки. И затоа Америка поминува низ најголемата криза економска, политичка, општествена, па дури и цивилизацијска изминатите 50 или 60 години. Значи ова Америка денес е на некој начин карикатура на она Америка која знаевме пред 20, 30 или 40 години. Државата која наметнуваше стандарди, ние ги почитувавме тие стандарди или сметавме дека треба да ги почитуваме тие стандарди, денес се сведе на држава која самата не може да ги почита сопствените стандарди, да направи избори кои ќе може да ги прифатат двата кандидати. Еве и да се најдемократски тие избори. Ние имаме еден кандидат кој не е во состојба да воспостави или да почита демократски правила, тој е председател Доналд Трамп. Значи велам, еве и да се најдемократски избори, еден од кандидатите не ги почитуваат избори. И тоа личи на изборите во Македонија, посебно на оние локални избори, кај што е мнозинскиот модел, кај што еден мора да победи. И во Македонија никој не ги признава резултатите, никој не верува во институциите на државата, никој не верува во системот, никој не верува во бројките, никој не верува во државна изборна комисија. И истото тоа се случи во Америка. Одеднаш мечката почна да тропа на врата на Америка. Таа мечка се нарекува Доналд Трамп. Гледате, Доналд Трамп наместо да ја смени и да ја подобри Америка, направи Америка земја со која сите се подсмеват. Не дека овој нешто ќе смени, како може човек на 77 години, кој е зафатен со процес на деменција, кој не може да спои две просто просирани реченици, ако не му ги напишат на идиот да може да ги прочита пред 6 или 7 негови преврзеници на некој митинг тамо во Аризона или во Тексас, како може тие луѓе нешто да сменат во Америка или во светот, кога тие не може да сменат нешто ни кај себе. Тие не се во состојба ни себе си да се контролират, а камоли да го контролират светот. Значи светот оди по една удолница. Гледате, еден модел е раскрашен, еден модел е деструктуриран. И ние сега гледаме дека треба да се развие некој нов модел. Кој ќе биде тој нов модел? Моделот на Кина? Па што имаме ние заедничко со Кина? Што имаме ние заедничко со Конфуција? Ќе јадеме ние слепи мишеви или лиљаци? Што имаме ние различно или имаме слично со Русија или со таа руска политика на далечниот исток? Или во Сибир, или во Владивосток, или што имаме слично сега со ова Америка. Ние немаме ништо. Гледате, неколку цивилизации кои претендираат да се суперсила во светот, во моментот не може да испорача стандарди кои ние останатите можеме да ги следиме, со кои можеме да се поистоветиме, во кои можеме да веруваме и кои можеме да ги имплементираме кај нас. Што ќе имплементираме кај нас? Да јадеме слепи глувци, да јадеме лиљаци, коронавирусот со карантини кај што се затвара цели градови да можеме да го сузбиеме, или ко Путин да дремеме во некој бункер 7 месеци, да кажуваме дека има руска вакцина и како кажавме дека има руска вакцина, бројот на заразени од 4-5 илјади на дневно ниво се зголеми на 18 илјади. И гледате, се повеќе руси се заразуваат и умират од кога тие најавија дека имат руска вакцина. Па требаше почеток на ноември, па средина на ноември, па крај, односно почеток на октомври, па средина на октомври, па крај на октомври, па почеток на ноември. И сега велат дека таа руска вакцина ќе биде функционална некаде крајот на оваа година.
Гледате, почитувани гледачи, ние живееме во еден свет полн со лаги, со илузии, свет со луѓе кои се грижат само за некој личен интерес, како ќе продај нафта или како ќе продај одредени ракетни системи на Турција. Ја пушта низ вода Ерменија, која е христијанска држава, која е најблизок сосед или најблизок партнер на Русија. Ерменското лоби е најмокно лоби во Москва. Главната московска улица е купена од луѓе кои се со ерменско потекло. И тоа е пушта Ерменија низ вода во судирот со Азербејџан. Зошто? Бидејќи Азербејџан му е битен за таа кавказска нафта. Гледате, и Доналд Трамп, и Владимир Путин, и претседателот на Кина се луѓе кои се трговци, не се луѓе кои имаат идеологија, не се луѓе кои може да водат големи нации, големи држави, да наметнат одредени стандарди. Тоа се купи ден продај политичари. Исти како овие нашите, само се начело на помокни држави, им се ставени на располагање многу повеќни ресурси. Тоа е суштината на оној свет во кој денес живееме. Светот се руши пред наши очи. Ние веруваме во лажни идоли, веруваме во лажни политичари и тие по кој знае кој пат не разочаруваат. Како што ве разочара Лјупчо, Бранко, Никола Груевски, Заев, Владо Бучковски, не знам, Христијан Мицкоски, и така ќе ве разочара и Путин, како што ве разочара Трамп, како што ќе ве разочара и претседателот на Кина. Тоа е едно се исто. Само бројките се различни. Тие се големи империи и тамо се големи очекувањата и разочарувањата. Ние сме мали држави и тука се мали очекувањата и мали се разочарувањата. За мене овие беа небитни избори. Апсолутно небитни избори. Што ќе се смени ако победи Трамп или ако победи Бајден? Ништо. Па нема разлика помеѓу републиканците и демократите, како што нема разлика помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Тоа треба да го разберете, почитувани гледачи. Ова беа тотално небитни избори. Ништо нема да се смени без разлика кој ќе победи. Што се смени во мандатот на Доналд Трамп? Освен името Република Македонија не се смени ништо. Само ние го сменивме нашето име. Еден републикански претседател, тој е господинот Џорџ Буш, не призна под уставно име Република Македонија. Во мандатот на друг републикански претседател, тој е господин Доналд Трамп, ние моравме да го смениме нашето име. Нели демократите ни правеа шарена револуција, нели демократите ќе ни го смени името, нели демократите се лоши, а ние името го сменивме во мандат на Доналд Трамп, кој е претседател од редовите на Републиканската партија. Може Доналд Трамп и да остане претседател. Не знаеме што ќе покажат тие представки пред Врховниот суд, некој пребројување на гласови. Гледате на Флорида 2000 година се прегласуваше некаде 3 недели, се броја гласови 3 недели, тури крајот на ноември, ако изборите се некаде 2-3 ноември, секој прв вторник во месец ноември се изборите во Америка, тоа се со закон регулирани правила на однесување, значи некаде после 3 недели од изборите во ноември 2000 година, Флорида донесе одлука дека има победено Џорџ Буш помладиот и тој така стана претседател на Америка. Значи ништо нема да се смени и да остане Трамп и да дојде Бајден. Всушност, Трамп се промовираше само во еден Твитер патриот. Освен тоа што го твиташе на Твитер, што всушност смени во Америка? Ништо. Беше Твитер патриот, како овие наши патриоти, кои всушност се бора за Гоце Делчев, отише да земат бугарски пасоши. Тоа е Доналд Трамп. Освен тоа што го пишуваше на Твитер, што во неговата политика е сменето во однос на претходните 4, 8, 10, 12 или 15 години. Ништо. Само се намали неговото богатство и човекот твиташе на Твитер и тамо пола од работите што ги пишуваше во тек на денот, пола му беа грешни или му беа неточни, пишуваше фейк ньюс. Разликата помеѓу CNN кој прави фейк ньюс вести и Доналд Трамп кој пишува фейк ньюс твитери не е голема, всушност е идентична, само што тој едното го прави на Твитер, овие го прават на CNN. Така што за мене, почитувани гледачи, ова беа најнебитните избори во историјата на Америка или најнебитните претседателски избори во Америка кои јас ги следам како новинар или како личност која се разбира од политика. Тотално небитни избори. Дали ќе победеше Трамп или ќе победеше Бајден, за мене беше тотално небитно. Гледате, во изминатите 30 години, 2 или 3 семејства се менуваат на власт во Америка. Или се елита, или кај републиканците, или кај демократите. Ништо не се менува. Америка со 320-330 милиони, некои велат и 360 милиони со овие емигранти кои живеат тамо, не може да исфрли нови имења изминатите 30 години. Кога ќе погледнете кој од кастингот на републиканците или на демократите владее со Америка, тоа се 2 или 3 семејства. Тоа е семејството на Клинтон, кој беше претседател 8 години, тоа е семејството на Барак Обама, беше исто така 8 години, Хилари Клинтон и сега Џо Бајден. Значи 3 или 4 семејства кај демократите се на власт изминатите 30 години. Вамо е фамилијата на Џорџ Буш. Таткото и синот беа на власт 12 години. Може би некој трет Буш ќе биде претседател на Америка. И гледате 3 или 4 семејства на едната, 3 или 4 семејства на другата страна ќе менуваат Америка изминатите 30 години. Американците имаат потреба за темелна реконструкција, тие им нудат само одредена козметика. Овие бара да се изгради нова зграда, да се постават нови темели, овие им кречат дома. И тоа е пораката на овие избори. Америка е зрела за тотален ремонт.
а овие им нудат одредени козметики. Значи, а Македонија, кај што ние постојано велиме дека македонските елите не се менуваат изминатите 30 години, ние сме 1,5 до 2 милиони. Па што да речат американците кај што 30 години, 320-330 милиони луѓе или една нација која брои 330 милиони луѓе не може да исфрле нови личности, не може да исфрле нови политичари, исти му влосени политичари. Политичари извадени од нафталин владеат со Америка 30 години. Какви темелни реформи ве може да очекувате во одредена држава, кај што 3 фамилии, па тоа дури и во Грција го нема. Тамо 4 или 5 фамилии владат, ама Грците се 10 милиони. Па нешто се менува во Грција, едните пропаѓаат, другите доаѓаат на власт. Овде едни исти фамилии се на власт 30 години во Америка. Ви очекувате дека таа Америка ќе може нешто да смени прво кај себе, после во светот, како ќе смени? Ко не може да ја смени власта, ако не може да ги смени фамилиите, ако тие не се во состојба самите да се сменат и да ги сменат фамилиите, како ќе ја сменате, ќе ја растурат длабоката држава, како ќе го исушат тоа мучурище, како ќе наметнат стандарди во Америка и стандарди во светот? Нема шанси. Тие не можат и не се кадарни сами да се сменат, а камоли светот да го сменат или нас да ни помогнат. И ова се сведува, почитувани гледачи, на ова македонско сценарио. Секој нареден политичар кој доаѓа е полош од претходниот. Сметавме дека најлошо Бранко Царенковски, па дојде Лупчо Ѓоргиевски, па сметавме дека најлошо Лупчо Ѓоргиевски, па дојде Владо Бучковски, па сметавме дека најлошо Владо Бучковски, па дојде Никола Груевски, па сметавме дека најлошо Никола Груевски, па дојде Зоран Заев, и да не го доложам редот или низата понатаму. Така и во Америка, сметавме дека најлошо Клинтон, па дојде Џорџ Буш помладиот и постариот, па сметавме дека Џорџ Буш помладиот е најлош, па дојде Барак Обама, па сметавме дека Барак Обама е најлош, па дојде Доналд Трамп. И тоа е низ кој трае. Тоа е континуитет. Тоа што се случува во Македонија, се случува во Америка. Што смени Доналд Трамп? Не смени ништо. Секој ден му ги читав тие твитои што ги пишуваше на Твитер, поло од нив беа фейк ньюс, поло од нив беа промашени. И помалку ми заличуваше нови завиша филм од Република Македонија, кој исто така дреми по цел ден на Твитер, има едно 15-20 лажни профили, сами меѓу себе се комуницираат, како вие маливе деца, девојчиња, има две кукли во рацете, како во куклен театар. И едното кукличе избори на другото кукличе. Едното кукличе левата рака, второто кукличе десната рака. Така и со овие лажни профили завиша филм. Едните со другите се комуницираат, си разменуваат тези, се храбрат, се бодрат дека ќе победат, им ветуваше на сите, и ветуваше на Гордана Јанкуловска дека ќе победи на изборите, му ветуваше на Христан Мицковски, го препарираше Ѓорги Иванов, гледате ко Тетреб заврши, ко Фаза заврши Ѓорги Иванов, препариран беше таа председателска резиденција од овој завиша филм, и сега му ветува на Христан Мицковски, а слушам и дека Никола Груевски смета дека човекот е генije, дека немало поинтелигентен разузнавач во Република Македонија. Ако навистина Никола Груевски смета дека Синиша Лексовски или завиша филм е тако формат на разузнавач, тогаш е само прашање на време кога Никола Груевски од Гулаш ќе се врати на македонско гравче. Се фати човекот со Ѓорги Иванов, му ветуваше дека ќе направи тоа што се случи на 27 април, дека ќе се смени уставот, па преку разни новинарки гарантира или ветува или пишува текстови анализи дека треба да се смени уставот. Ако некој може да биде премиер 3 или 4 мандати, зошто големиот Ѓорги Иванов да не биде со мандат од 3 или 4 мандати, 12, 16 или 18 години кој што е Путин, и затоа беше направен 27 април. Да се смени уставот во Република Македонија, да се наметне одредена нова уставна конституенца во Република Македонија, да биде воспоставена некоја нова уставна норма во Република Македонија, да може Ѓорги Иванов да се кандидира за трет мандат. Тоа беше суштината на тие протести за 27 април. Вие протестиравте да го спасите името, тие ги организира протестите да има нов мандат за Ѓорги Иванов и да ги амнестира сите овие што беа фатени во бомбите или вистината за Македонија. И тој завиша филм беше носител на целиот тој процес. Сега гледам ветува на Димитар Апасиев од Левица дека ќе го прави премиер. Да, ќе го направи премиер како што му овозможи на Ѓорги Иванов да има трет председателски мандат. Кај се фати човекот има и сушено, треба нема никнато. Само Наташа Савова има подобар кастинг или подобар телефонски именик на уништени политички кариери од именикот или кастингот што ги има направено завиша филм. Бранко Царенковски му заврши политичката кариера. Се фати за Стефче Јакимовски да го прави председател или генерален секретар на СДСМ и него му заврши политичката кариера. Се фати за Трифун Костовски, гледате кај заврши Трифун Костовски, му пропадна Евростандард банката, златната кокошка која му носеше пари. Сега почна да глуми Меланија Трамп и се плашен дека Јордан Орце Камчев ќе може да заврши во Пазарџик или во Стара Загора да ја слуша Глорија или Преслава. Тоа е кастингот на Наташа Сава, само тој кастинг е полош од кастингот на Завиш или на Синиша Алексовски филмот. Ке го заборев Живко Мукетов. И на Живко Мукетов нашата Меланија Трамп му ветуваше дека ќе биде кандидат и еден градоначелник на Скопје и дека може да биде технички премиер. Среќа во последен момент се откажа, не ја прифати понудата на Меланија Трамп и некој ќе отидеше капиталот на Трајко Мукетов.
ке немаше ништо не од Алкалуит, како што немаше ништо од политичките кариери на Бранко Црвенковски, на Стефче Кимовски, на Трифон Костовски. Јанима Крадули беше нејзин полен. Изгуби со 100.000 гласа разлика од Коце Тарановски во градот Скопје. Тоа се овие играчи. Завиша Филм, Наташа Савова, тоа е Доналд Трамп во Америка. Тоа се играчи кои што и да фатат во политиката сушат. Немаат капацитет да испорачат одредени резултати. Може да прават хаос, може да испорачуваат лажни ветувања, може да испорачуваат лажни надежи, меѓутоа и лажните ветувања, лажните надежи, почитувани гледачи, имаат рок на траење. Вие не можете цел народ да го лажете цело време. Можете цел народ кратко време, можете цело време еден мал дел на народот, но не можете цел народ цело време. Затоа овие играчи се играчи со краток здив. Како мексикански боксери, млади влегуваат во рингот и млади се пензионираат, се трошат пред време, се истроши овие пред време. Или тие ќе се потрошат, или ќе ги потрошат луѓето за кои работат или државите кои ги водат. Тоа се случува во Америка, тоа се случува во ВМРО-ДПМН, тоа се случува во СДСМ и тоа се случува со империјата на овој наш македонски Доналд Трамп. И што се случува во Америка, почитувани гледачи? Тоа што тие ни го правеа нас изминатите 20 години, сега се случи кај нив. Шарени револуции, шарени лаги. Се оно што изминатите 20 години Америка го правеше ни светот, канвас револуции, така натаму и така, обоени револуции, се случува во Америка. Во поголем или во помал инцидент, во зависност од тоа во која држава сојузна се случува во Соединетите американски држави. 500 филми снимија за вирусот, на крај председател ќе изберат или председател ќе падне од власт врз база на одреден вирус. Кинески вирус, како што го нарекува. Па 500 филма снимија. Па не може ли да се справат со еден вирус, бидејќи беа подготвени на сите тие сценарии? Ако Холивуд работи за длабоката држава, и ако вие сакате да го поразите Холивуд и длабоката држава, треба да им го анализирате моделот. Ако моделот нивне да снимат 500 филми за вируси, тога знаете дека вирус или одредена епидемија или пандемија ќе ви се случи кај вас и тоа може да ги определи одредени председателски избори. И овој што сакаше да ја сруши или да исуши таа длабока држава, всушност потона по мочуриштото на таа длабока држава, не направи ништо 4 години. Се сети последните 2 месеци дека треба нешто да прави. Правеше нешто ништо, одредени козметички измени, одредени закани за тужби, одредени закани дека некој ќе апси. 4 години никој не опси, последните 2 месеци некој ќе опси. И исто ко македонските политичари. 4 години ништо не работат, последните 2 месеци ќе им текне дека треба да асфалтират улици. Како ќе ги асфалтират? Наместо да стават асфалт од 10 см, тој да трае 10 години, стават асфалт од 1 до 2 см, пола пари ставаат во джеб, по 2 години повторно ги асфалтират улиците. Кирпич варијанта. Одредени Потемкинови села. Тоа што се случуваше ни светот, сега се случи во Америка. На крај Америка не можеше да го малтретира светот, почна да се малтретира самите со себе. Демократи и републиканци, тоа се случи на овие избори. И сега се јава овој тајкун руски или олигарх Олег Дерипаска и вели Трамп мора да се повлече од власта. Зошто? Бидејќи ги изгуби изборите. А зошто ги изгуби изборите? Бидејќи на изборите во Америка победила Кина. Како победила Кина? Со вуханскиот вирус. Значи еден Олег Дерипаска, ако беше Русија нормална држава, требаше 20 години да биде на топол оброк 3 пати на ден, да заврши во затвор, се вели Доналд Трамп треба да се повлече бидејќи ги изгуби изборите. Знаете, почитувани гледачи, тука се постава клучно прашањето: зошто Доналд Трамп не можеше подобро да се справи со тој вирус корона, поради кој ги изгуби ако ги изгуби изборите. Не знам, ние се уште не знаеме, нели може Врховниот суд да пресуди во него корис, може да остане председател, може се и се што да се случи, но што и да се случи, Америка ќе биде кремвишла држава, држава која се потпира на одредени темели од кремвишла, држава од која веќе сите нема да се плашат. Држава која веќе сите ќе ја гледаат со сосема други очила, нема и да ја гледаат со некој розови очила. Зашто Доналд Трамп, велам, не се справи подобро со вирусот? Бидејќи имаше конфликт на интереси како претседател и како бизнисмен. Неговиот бизнис со хотелите трпеше. Има хотели во Мајами, хотели во Лас Вегас, има хотели во Њу Јорк и така натаму. Има хотели во Чикаго. Трпат огромни загуби. 80 до 90% не се исполните капацитетите на неговите хотели. И ако продолжеше ова пандемија со коронавирус, ке крахираше. Бизнис царството ке крахираше на Доналд Трамп. Затоа и не се справи со вирусот. Имаше конфликт како претседател кој требаше да се грижи за нацијата и како бизнисмен кој требаше да се грижи за своето бизнис царство. Тој е конфликтот на Доналд Трамп и тој конфликт најверојатно ќе го чини губење на претседателските избори. Кога гледате тој модел на американците, почитувани гледачи, 51-49, така е поделена Босна и Херцеговина. Така се случуваат изборите во Република Македонија. 51-49 беше 2016 година. Сега е 48-46. Да има мала разлика. Да може да има нестабилни влади.
или да може тој што ги има изгубени изборите да владее во Америка, така беше Доналд Трамп. Ги изгуби по број на гласови изборите од Хилари Клинтон и владееше во Америка. Да се создаваат конфликтни ситуации. И тие конфликтни ситуации кои тие ги создава секаде низ светот, сега им се случуваат во Америка. Да има одредена нестабилна влада, таа влада да не може да владее, да не биде капацитетна. Гледате, се оно што изминатите 30 години, гледате, тоа е карма, почитувани гледачи. Се оно што сте правеле 30 години во светот, сега ви се случува во Америка. Може би Доналд Трамп да победи со помош на Врховниот суд, но тоа ќе биде таква килава победа. Тој ќе биде судски председател, а не председател избран од народот. Ако победи Џо Бајден, ќе има една таква темна дамка, дека со помош на некои поштенски гласови, лажирал, муљал, правел одредени глупости да биде председател на Америка. Гледате, најмокната сила во светот не може да спроведи фери демократски избори кои ќе бидат прифатени од двете страни. Тие фер плей односи, тие демократски односи кои се градени 100 години, се срушени во еден мандат или се срушени во 2 мандати. Америка нема да може да се опорави од ова. Како што Рим не можеше да се опорави од таа своја декаденција, така ни Америка нема да може да се опорави од таа своја демократија, бидејќи тоа веќе не е демократија. Тоа е еден вид на комунизам кој се развива во Америка. Ние имаме 3 типа на комунизам: руски комунизам, кинески комунизам и во наводници демократски комунизам кој се развива во Америка. А се сеќавате со какви надежи сите ние или еден поголем дел на Македонија ја дочека победата на Доналд Трамп. Ќе биде расчистена со шарена револуција. Амбасадорот ќе биде апсен. Целата американска амбасада со хеликоптери ќе биде земена и однесена во Вашингтон. Ќе има судски процеси. Ќе се расчисти на крај за тие црни пари со кои се прават револуции кај нас. Во Србија шарена револуција, во Украина, во Турција така натаму. И што испадна од тоа? Ништо. Една голема шарена лага. Значи само поголема шарена лага од шарената револуција беа ветувањата дека ќе се расчисти со шарената револуција. Ние имавме интервју со Мирка Видновска некаде пред 4 години. Видите со какви надежи се имаше дочекано победата на Доналд Трамп, дека ќе го исуши мочериштето, дека светот се спасува од одење во провалија, дека све ќе биде поразлично, дека ќе живееме во еден нов, модерен свет, свет кај што ќе се почитува стандарди, принципи, кај што ќе се почитува демократија и човекови права. Ништо тоа не се исполни. Остана мртво слово или мртва буква на хартија. Тоа е за оставштината на Доналд Трамп. Не испорача и не исполни ништо од надежите, очекувањата со кои ние ја дочекавме неговата победа 2016 година. И сега сите кои навива, кои се радува, кои се кладеа на Доналд Трамп ќе станат одеднаш кинези. Нема во Америка да се случи револуција, Кина ќе биде суперсила број 1. Како ќе биде Кина суперсила број 1 со 1,5 милиарда луѓе? Со стандарди и со принципи на однесување кои немат ништо иманентно со демократијата, кои немат ништо иманентно со западната цивилизација. Одедна сите ние ќе станеме преврзеници на источната цивилизација, наместо со аспирини со кинеска медицина ќе се лечиме, наместо печени кокошки или печени свинчиња ќе јадиме печени слепи глувци или слепи лилјаци. Што ќе се случи? Како ние можеме да прифатиме да бидеме следбеници на одредена идеологија како што е кинеската, со која немаме ништо слично изминатите 10, 15, 20 или 30 века? Тоа е друг свет, почитувани гледачи. Тој свет на Кина е тотално различен од светот на Европа. Ние да го прифатиме светот на Кина не може да се прилагоди на нас. Не може вода и масто да се меша. Тоа се две сосема различни работи. Јас навистина разбирам потребата дека ние сме во потрага во еден нов светски модел, но не може да ни биде инспирација, да не биде пример моделот на Кина, кај што комунизмот го спојуваат или го вкрстуваат со некој технолошки развој и нема технократизам или технокомунизам, кај што луѓето живеат во комунизам, но се контролирани од една супериорно технолошка држава. Таков модел во Република Македонија може да донесе само до одредени халвари и хавари. Значи, дури многу повеќе кинескиот модел може да направи хавари во Република Македонија, отколку што може да направи моделот на иранската револуција или иранската држава. И тоа е проблем во Република Македонија. Ние мораме да научиме да ги штитиме нашите интереси. Не да бидеме американци, па по 4 години да не бидеме американци. Не да бидеме приврзеници на Доналд Трамп, па по 4 години да не бидеме негови приврзеници. Не да бидеме кинези, па кога се рачараме да не бидеме кинези, да бидеме руси или приврзеници на Путин. Ние треба да бидеме македонци и да ги гледаме нашите интереси. Ако нашите интереси во еден период се со Америка, ќе бидеме американци. Ако нашите интереси во еден период се со Русија, ќе бидеме руси. Ако нашите интереси во еден период се со кинезите, ќе бидеме кинези. Ќе бидеме Јосип Броз Тито. Со сите ќе бидеме добри, со сите ќе контактираме, од сите ќе треба да извлечеме најпозитивно, но да го задржиме македонскиот идентитет. Ние тоа не сме го научени, таа лекција не е научено. Се доека не ја научуваме таа лекција, ќе лутаме ко гуски во магла, ќе се шантреме од лево на десно. Од еуфорија ќе одиме во разочарување. Тоа е македонската
приказна во изминатите 30 години. Не научивме како да си ги браниме нашите интереси. А не научивме бидејќи не знаеме да ги дефинираме нашите интереси. Кои се нашите интереси? Вашингтон, Москва, Пекинг, не Скопје. Интересите на Македонија се креираат во Скопје, а се спроведуваат во Вашингтон, во Пекин и во Москва. Се додека ние не ги дефинираме македонските интереси во Македонија, џабе ни е Москва, џабе ни е Вашингтон, џабе ни е Пекинг. Проблемот ни е во Скопје. Ние, почитувани гледачи, не читаме. Бидејќи не читаме, не можеме да дојдеме до благовременни информации. Бидејќи немаме доволно информации, правиме лоши заклучоци, лоши анализи и врз база на лоши заклучоци и лоши анализи водиме лична или државна политика. Некаде септември месец, поточно 25 септември, беше објавено писмо со поддршка на 500 поранешни генерали, адмирали, експерти за национална безбедност кои го поддржаа Џо Бајден. Значи не Доналд Трамп. Ако пред 4 години ние нели ја кажувавме на приказна или ја разкажувавме на сторија дека најголем дел од генералите и адмиралите застана на страна на Доналд Трамп и тоа беше оној шкотски ритуал, тоа го разговаравме со првиот голем мајстор или големиот масони на Југословенската обединета масонска ложа, сега значи некаде пред 1,5 месец 500 експерти, адмирали и генерали му дадоа поддршка на Џо Бајден. Не само што му дадоа поддршка, туку поранешни воени советници на Доналд Трамп, кои беа дел на неговиот кабинет, беа потпишани на тоа писмо, на писмото за поддршка на Џо Бајден. И сите кои тие работи ги гледат, и сите кои тие работи ги анализират, требаше да им биде јасно. Тоа требаше да им биде сигнал дека нешто се менува во воениот комплекс, дека се нешто се менува во генералштабот, кај адмиралите, кај генералите, дека одеднаш поддршката кој тие му дава на Доналд Трамп веќе престана да му дават. Процени дека не може да се справи со улогата која му беше доделена од историјата, дека не може да се справи со ролјата која му беше дадена, дека не може да расчисти со криминалот, не може да расчисти со олигархијата, не може да расчисти со длабоката држава. И ако тој тоа не може да го направи, тие го избраа Џо Бајден. Не дека Џо Бајден ќе може тоа да го направи, човек на 77 години, кој заборава како се вика, кој заборава на какви избори учествува, туку едноставно донесуваат одредено решение кој треба да премости до некое ново решение. Всушност сега Америка само си купи одредени денови, неколку години да измисли некое ново решение. Некое ново решение кое по 4 или по 8 години всушност ќе треба да биде персонификација на една нова Америка, на еден нов светски поредок, кај наместо 2 суперсили ќе има 4 суперсили, ќе биде Кина, тоа ќе биде Германија, Русија и Соединетите американски држави. Ќе ви прочитам само едно име од тој список на 500 експерти по безбедност, војни експерти, генерали или адмирали. Тоа името на генералот Пол Селва. Пол Селва од 2016 до јули 2019 година е главен воен советник на Доналд Трамп. Јули 2019 година доаѓа до конфликт помеѓу Пол Селва и Доналд Трамп и Пол Селва го напушта кабинетот на Доналд Трамп. Тој е еден од 500 потпишани на овој список. Сите кои се разбират во оваа проблематика знаат кој е Пол Селва, знаат што значи името Пол Селва. Во тој момент кога е соопштен списокот на 500 луѓе, беа решени изборите во Соединетите американски држави. Сите кои знаат да читат помеѓу редови, знаат дека тогаш беше запечатена судбината политичка на Доналд Трамп. Тој може да победи со помош на Врховниот суд, може да прави 300 гешефти, како што може да победи Џо Бајден. Тие нема да имаат сила на американски председател од изминатите 100 или 200 години. Ова ќе се американски председатели само на хартија, ќе немаат сила ништо да сменат, освен да разместат некој тросет, двосет во Белата куќа да ја преуредат овалната сова, те не може да сменат ништо во светот. Ќе бидат препарирани кој што беше Ѓорги Иванов, Синиша Лексовски, тамо горе во вилата на Водно. Се извинувам што ги споредам мои американски председатели со Синиша Лексовски, меѓутоа само сакам да ви соопштам или да ви предочам како функционира сега светот во Вашингтон и во Америка. Тоа е сега една држава која е на стаклени нозе. Тоа е една држава која се уште живее во филмот дека е суперсила која може да прави растор систем во светот, а од друга страна е држава која нема мок, нема капацитет самата себе си да се води, самата себе си да се контролира. Такви председатели сега ќе бидат или Доналд Трамп или Џо Бајден, ќе бидат председатели кои може да сменат само некоја столна ламба, да сменат некоја сјалица во Белата куќа, нема да може да направат ништо во светот. Може да пуштат некој фок или некој специјална единица да утепат некој во светот, да уапсат некој во светот, да направат некоја нова шарена револуција, меѓутоа нешто суштински да направат или да подобрат во светот, да бидат одредени председатели, не знам, од типот на Рузвелт или од типот на премиерот Черчил или на Јосиф Висарионовиќ Сталин, кој потпишаа договор како да изгледа светот после Јалта. Немаме таков капацитет на председатели во Америка, немаме таков капацитет на политичари во светот, меѓутоа сега говориме за Америка. Значи Доналд Трамп или Џо Бајден, без разлика кој ќе стане председател на Соединетите американски држави, максимум што може да направи, наместо тросет да стави досет во волната сова во Белата куќа. Да не испадне дека не ги сакам кинезите, не ги сакам американците и по некоја аналогија, нели, на деструкција и конструкција да се каже дека ги сакам русите, не ги сакам ни русите, почнуваат гледачи. Колку што не ги
сакам американците, колку што не ги сакам кинезите, не ги сакам ни русите. Зошто? Бидејќи не водат политика која е во интерес на Република Македонија. Пред неколку дена бугарскиот парламент усвои предлог закон 24 мај да не биде ден на словенските просветители или на словенската писменост, туку да биде ден на бугарската писменост. И тој е предлог на Красимир Каракачанов. И по паметот на Красимир Каракачанов, бугарскиот парламент усвои предлог закон кај што ќе се смени славењето на празникот 24 мај, и тие го слава 24 мај. Видоа дека конјот се подкова, при жабата е крена ногата и таа да се подкова. Ние нели го славиме 24 мај како ден на светите Кирил и Методи, така почна и бугарите. Како ние воведовме празник, воведоа и бугарите. Сега името на тој празник веќе нема да биде празник на словенската писменост, туку ќе биде празник на бугарската писменост. И што тоа значи? Тоа значи дека словенската писменост им ја остават на русите. Таа веќе не е словенска писменост, туку е руска писменост. И тоа е суштината на рускиот модел. Сите проблеми кои ни ги прават србите и бугарите, поради кои ни ги прават? Ни ги прават поради руската геополитика, почитни гледачи. Изминатите 100 или 150 години, сите проблеми кои нас Бугарија и Србија ни ги прави благодарејќи на руската стратегија. Бидејќи Русија сака да биде доминантна во делот на православието, во делот на словенството и во делот на целата таа конјунктура тука во тоа источно православие. Затоа не реагира кога Света Софија од музеј стана џамија, бидејќи сакаа да ја скршат кичмата на Вселенската патриаршија. Затоа не реагираат во однос на Република Македонија, бидејќи сакаат да го скршат, да го клекнат на колема центарот или земјите од каде што потекнува словенската писменост. И затоа таците на Република Македонија се во однос на црквата, Охридската архиепископија, и во однос на писменоста Кирил и Методи и словенската писменост. Кој тоа го диригира? Нормална Русија. Русија и Москва сака да бидат третиот Рим, да бидат центар и на православието и да бидат центар и на словенството. Тоа што сега се случи, овој предлог на несреќа Красимир Каракачанов е во тој правец. Бугарите да се ослободат од словенската писменост, да се караат со нас за словенската писменост, таа словенска писменост да стане бугарска писменост, да стане карикатура од писменост и сите да се фркаваат со бугарите како може да направат тие словенската писменост кога самите не се словени, се татари кои се дојдени тамо некаде 5000 километри од некоја Волга или од некоја степа или прерија во Русија. И всушност, ако не се македонците словенската писменост, ако не се бугарите центар на словенската писменост, кој е центар на словенската писменост? Се разбира Русија. Ако не постои Вселенска патриаршија во Цариград или во Истанбул, тогаш каде е центарот на православието? Русија. Е, гледате руската политика. Сега сваќате зашто не ја сакам руската политика. Зошто не го сакам Владимир Путин? Од одредени лични себични причини, тие се спремни, подготвени све да срушат, вклучително и Република Македонија, со прст не мрдна да го заштитат нашето име. Говореа ќе се распадне Македонија на бугарски, на албански, што не кажува шарени револуции. Кога дојдоа да помогнат зимето, се фатија со на несреќа Ѓорги Иванов, се фатија со на несреќа Завиша филм, што направија? Ништо. Меѓу првите не призна под име Северна Македонија. Зошто? Бидејќи ако не постои Македонија, ако не постои православие во Македонија, ако не постои Охридска архиепископија, ако не постои центар или земја од кај што потекнува словенската писменост, кој ќе биде пиемонот? Москва и Русија, тоа е суштината. Што е проблем на светот? Тоа го покажат овие избори денес во Соединетите американски држави. Тоа е дека Русија и Кина немаат партнер со кого да разговараат во Америка. Немаат ни германците. Ангела Меркел, претходно Хелмут Кол, беа премиери или канцелари 15, 16, 20 години. Може да спорваат одредена политика. Путин е на власт 20 години. Овој кинескиот претседател ќе биде 20 години. Во Америка на 4 или на 8 години, максимум на 8 години се менуваат американските претседатели. Од тие 8 години тие се барем 2 или 3 години во претседателски кампањи. Значи некаде ефективно владаат 5 или 6 години. Вие не можете да воспоставите континуитет. Москва и Пекинг не може да воспостават континуитет во преговори со Соединетите американски држави. Тоа покажа дека моделот на Америка е зрел за ремонт, не само во делот на практично функционирање, туку во делот на претседателските мандати. Не да бидат ограничени на 2 мандати, туку да може да бидат и повеќе. Бидејќи ако американски претседател биде 10 или 15 години на власт, ако во Русија тоа биде исто или биде во Пекин, тогаш може да се континуирано спроведува одредена политика. Вака на секој 3 или 4 години Путин или претседател на Кина ќе треба да преговараат со нов американски претседател. И тоа ја прави многу тешка таа светска политика. Затоа нема лидери од формат на лидерите кои беа пред 50 или пред 60 години. Затоа многу тешко се прават компромиси во светот, затоа тешко може да се направи нова Јалта. Сега ќе дојде Џо Бајден или ќе продолжи Доналд Трамп. И тие ќе треба 1 или 2 години да испорачат тоа што го ветува во својата претседателска кампања. За нова Јалта ќе почнат да размислуваат тамо некаде 2022 година, а 2023 година ги чека почеток на нова претседателска кампања.
И тоа е проблемот. Затоа светот тешко ќе направи нова јалта, се додека во Соединетите американски држави не се смени моделот на политичко делување, на политичко функционирање. Затоа јас правам помалце пародија што може да направи новиот американски председател, дека може да смени само двосет или творосет во овалната соба. Дефинитивно со моделот на политичко делување, како е поставено американското општество, се добива впечаток дека Америка е нефункционална држава. Ако ние со рамковниот договор сме нефункционална држава, тогаш Америка со нејзиниот модел, кој е воспоставен некаде пред 200 години, е уште понефункционална држава од Република Македонија. Овие избори покажа дека таа нефункционална Америка не може да биде светска сила број 1. За да биде светска сила број 1, не треба да инвестира во нови нуклеарни подморници или во ново оружје, треба да инвестира во нов вид на демократија. Со нов вид на демократија, со нови институции, со нови медиуми, со нова енергија, Америка може да биде една од суперсилите, не суперсила број 1, но една од суперсилите. За тоа да се случи, мора да го коригираат својот модел. Тој нивни модел, нови избори, беше торпедиран, беше изгазен во прашината на председателските избори. Сите денес велат дека ќе има граѓанска војна во Америка. Може би ќе има граѓанска војна, може би ќе нема. Но конфликтите постојат. Дали се тоа доволно силни конфликти за граѓанска војна, ќе видиме. Војна во Америка немало ни во текот на Првата светска војна, немало ни во текот на Втората светска војна. За прв пат ова Трета светска биолошка војна се случува на територија на Америка и е најжестока на територија на Америка. И таа го чинеше политичка кариера Доналд Трамп, како што сега стојат работите. Дали ќе се случи вистинска граѓанска војна помеѓу едни и други американци, ќе видиме. Но тој конфликт постојат две Америки. Персонификација на едната Америка беше Доналд Трамп, персонификација на Втората Америка беше CNN. И гледате, почитани гледачи, постои ли разлика помеѓу Доналд Трамп и CNN? Не постои. Едниот прави фейк ньюс на Твитер, другите прават фейк ньюс на нивните телевизиски канали, со кои го контролираат светот. Тие две Америки не може да функционираат заедно. Тоа мора да има конфликт, дали ќе има сега, за една, за две, за 5 или за 10 години, мора да постои конфликт. Пред 150 години се бореа северот и југот, се бореа со оружје. Сегашните војни покажуваат дека борбите не се водат со оружје, се водат со вируси, се водат со фейк ньюзови, се водат со информации, со зони и сфери на влијание и така натаму и така натаму. Можеби нема да се пушкарат, можеби нема да се тепат по улиците, но ќе има војна помеѓу тие две Америки. Како? На некој начин или на некоја форма која ќе ја покаже времето или иднината која доаѓа. Ако пред 150 години северот го порази југот, југот тоа никош не може да им го прости. Југот беше поразен, го прифати поразот, но никош не ги прифати правилата на однесување на северот. И тие разлики помеѓу северот и југот трае до денешен ден, или помеѓу истокот и западно и американски држави. Па и кошаркашките лиги така се делат, на источна и западна конференција. Тие две Америки, секој кој бил во Америка ги има видено на лице место. Тие не може да функционираат заедно. Како што не може Русија да функционира заедно, освен ако не биде диктатура во Русија. Како што не може Кина со 1,5 милијарда да функционира заедно ако не биде комунизам во Кина, така и во Америка. Или ќе биде комунизам, или тие две Америки, комунизам од некој нов американски тип, или тие две Америки ќе влезат во некоја нова граѓанска војна. Како ќе влезат? Дали преку вируси, дали преку фейк ньюзови, дали со оружје, ќе видиме, ќе покаже днината или ќе покаже времето, но тие две Америки не можат во моментот да се спојат и да функционираат заедно. Ке сакам уште малку се вратам на Доналд Трамп, почнем гледаш, бидејќи тоа е суштината и темата на емисијата. Доналд Трамп е веројатно 100-тиот пример на политичар кој прави погрешна политичка проценка и кој смета дека со економија може да ги контролира длабоките политички и длабоките демократски разлики и проблеми кои се јавуваат во одредена држава. Анте Марковиќ пред 30 години сметаше дека со економски реформи може да ја спаси СФР Југославија. Му се распадна СФР Југославија. И имаше феноменални економски реформи, феноменални економски проекти. И Доналд Трамп е последниот пример кој сметал дека со помош на добра економија може да ја спаси Америка. Се покаже дека со добра економија, бидејќи првите 3 години тој навистина имаше феноменални економски резултати, како што имаше и Барак Обама последните 2 или 3 години од неговиот мандат. Не може и држава која има длабоки демократски конфликти, длабоки граѓански конфликти, конфликти на моделот кој се спроведува во таа држава, вие да можете тоа да го контролирате, да го решавате со помош на економски реформи. Се покаже дека Доналд Трамп падна поради таа своја илузија дека може со економски реформи да ја спаси Америка. Не може. Америка е зрела за ремонт, а не за козметика. Тоа секој од вас треба да го свати. Ова што сега се прави 10, 15 или 20 години, после она криза од 2008 година, кај што се прави само козметика, тоа не може да заврши долгорочно во Америка. Америка мора да се ремонтира.
Таа држава мора да направи еден темелен економски ремонт, како што и светот го очекува еден темелен економски ремонт. Зашто го очекува светот? Бидејќи ако се менува суперсилата, не може светот да остане ист. Кога останал светот ист, а не се сменила суперсила. Суперсила се сменила после Првата светска војна, после Втората светска војна и после Третата биолошка војна, светска ќе се смени суперсила, но за тоа да се случи мора светот да се смени. Значи светот ќе се смени, Америка ќе се смени, ние ќе се смениме. Јас само со ова емисија се обидам да ви сугерирам дека треба навремено да ги примате информациите и да бидете подготвени за промените кои следат. Мислевме дека Трамп ќе ги направи тие промени. Нема да ги направи. Дали тоа ќе ги спречи промените? Не, нема да ги спречи промените. Ќе ги направи некој друг. Може би да се одложат 1, 2, 3 или 4 години. Може нема ни да се одложат. Ќе ги има промените, но ќе ги има во една друга форма од таа која што ние очекувавме. Со еден збор, почитувани гледачи. Престана да постои потребата за Доналд Трамп. И да остане Доналд Трамп, иако шансите се помали, тој ќе биде некој нов Доналд Трамп, кој последните 4 години или вториот мандат ќе го искористи за зголемување на своето лично богатство и ништо друго. Нема да го грижа ни за светот, ни за Америка. Едноставно вториот мандат ќе го искористи за богатење. Ако биде Џо Бајден, ќе биде само преместување до доаѓање на некој нов лидер кој треба да биде лидер на некоја нова Америка. Но погледнете го однесувањето на Русија. Крајно себично однесување. Русија знае дека Доналд Трамп е подобар партнер за Москва. Меѓутоа тие не играа на картата Доналд Трамп. Туку тие резонираат на следен начин. Кина станува суперсила, Америка е се уште суперсила. Што и одговора на Русија, бидејќи Русија поединечно не може да се протистави ни на Кина, ни на Америка, конфликт помеѓу Кина и Америка. Затоа Русија навива за доаѓање на чело на Америка, на лидер или на личност кој ќе биде слаб, кој ќе биде под контрола на војно-индустријскиот комплекс, и тој слаб лидер не може да спречи конфликт помеѓу Кина и Америка. Зошто на Русија е потребен конфликт помеѓу Кина и Америка? Бидејќи конфликтот помеѓу Кина и Америка ги прави послаби и Кина и Америка. Само на тој начин Русија може да има голема специфична тежина. Моделот на Русија е да бидат перманентно во конфликт Вашингтон и Пекинг, а Русија да биде јазичето на вагата кој ќе го прави балансот во светскиот поредок. Затоа Путин не изигра на картата на Доналд Трамп. Да му даде можеби некоја информација за Џо Бајден, меѓутоа за разлика од 2016 година, кога Русија се мешаше во изборите во Америка, сега не се замеша. Можеби тоа е причината за поразот на Доналд Трамп. Меѓутоа Русија од крајно себични причини да биде и понатаму мокна држава, а не може поединечно се мери ниту со Америка, ниту со Кина, и одговара конфликт помеѓу Пекинг и Вашингтон. И Русија игра на тој конфликт помеѓу Пекинг и Вашингтон. И на овие избори се судрија два модели, две вистини, две приказни кои се присутни во Република Македонија. Тоа се шарените или ова Кабала групација. Кабала групација се оние теоретичари на заговор. Не постои вирус. Постои Кабала, постојат сатанисти, јадаџеви деца, име пијат крвта да може да останат млади. Со авиони не запрашуваат, така со корона се заразуваме. И на втората страна се овие шарени револуции, кои трошат пари, кои прават бороилери, кои прават револуција секаде во светот. И тие две вистини, тие две приказни кои се присутни веламе во Република Македонија, се судрија во Америка. Не победи ни едната ни другата. Знаете зашто не победи ни едната? Без разлика кој ќе биде представител. Бидејќи и Америка е заситена од тие две приказни. Сака трета приказна. Таа порака која треба да извлечеме од американските избори дека и Македонија е заситена таа приказна. Сака трета нова приказна. Не ги сака ни шарените, не ја сака ни ова групација Кабала на теорија на заговор, дека не парскаат, алуминиум и така натаму и така натаму. Значи ние сме зрели за некоја трета групација, за некоја трета приказна, една нормална човечка приказна. Кај што се грижите за семејството, одите, работите, не се плашите дека некој будали може да ви направи шарена револуција или некој уште поголем будали може да ви се јават, да се караат со вас дека не постои вирус. Јас сум против овие две вистини. И се обидувам и со емисијата и лично, како персона, како личност Васко Евтов, да функционирам надвор од овие две приказни. Се надам дека и вие, почитувани гледачи, ќе пробате да функционирате надвор од овие две приказни, бидејќи и приказната на шарените и приказната Кабала се подеднакво штетни и опасни за една држава. И американците на овие избори, иако излегува во најголем број во нивната историја и се приврзеници на едната или на другата стратегија, де факто со ова поделеност и самите ќе се соочат со потребата да направат една трета Америка, една трета приказна, некоја приказна од пред 50 или 60 години, кога Америка беше пример во светот и кога сите сакавме да го следиме тој пример. Тоа е пораката на овие избори, тоа е пораката до вас македонци. Не ви требаат ни едните, не ви требаат ни другите. Тие треба да бидат маргини во општеството. Ако едните или другите станат мејнстрим или главна политичка линија во едно општество, тоа создава конфликтност
Конфликтност има и во Македонија, конфликтност има во Америка. Како ќе се разреши таа конфликтност? Така што ќе ги маргинализираме и шарените и ова групација Кабала во Република Македонија, во Америка и секаде во светот. Денес Хашим Тачи поднесе оставка. Оставка поднесе на председателската функција, бидејќи му било прифатено обвинувањето на специјалното јавно обвинителство во Хаг за одредени дела или злодела кои ги има направено прво 1999-2001 година во текот на таа НАТО интервенција и пост НАТО интервенција на територијата на тогашна СР Југославија, денес Република Србија и Република Косово. Поднесе оставка. Тоа значи чистење на американците со сите тие структури на поранешно УЧК. Тоа значи, почитувани гледачи, дека американците веќе се ослободат од целиот тој товар и од УЧК, и во Република Македонија, и во Србија, и Никола Груевски претходно. Значи, целата таа една компрометирана елита во изминатите 2 или 3 години американците пуштија низ вода. Та или ќе биде Доналд Трамп, или ќе биде Џо Бајден. Тоа е стратегија на американците. Последна жртва на таа стратегија е Хашим Тачи во Приштина. Пред тоа, 2 месеци претходно, беше Мило Џукановиќ во Црна Гора. Американците се ослободуваат од тие компрометирани играчи. Сите ќе бидат пуштени низ вода. На тој начин ќе подготва терен за конечно признавање помеѓу Белград и Приштина. Ако го нема Хашим Тачи, ако Рамош Хариданај си замена од политичката сцена или од премиерската функција пред 1 година, ако Кадри Весели исто така со Хашим Тачи ќе замени во Хаг, а тој беше шеф на Косовската тајна полиција, беше лидер на партијата на Хашим Тачи, беше председател на Косовско собрание, тогаш најеминентните команданти на УЧК, можеби слична судбина Киме Суали Ахмети, бидејќи тој е дел на таа групација, значи овие најмокни команданти на УЧК се пуштаат низ вода. Кога се чисти теренот, кога се депацифицира теренот, тога се создаваат услови за одреден историски договор. Тоа го почна Доналд Трамп, ќе го заврши Доналд Трамп или ќе го заврши Џо Бајден, ќе се признаат Србија и Косово, бидејќи тоа е финалето на разврските политички на Балканскиот полуостров. И што ќе се смени во Република Македонија? Дали ќе победи Бајден или ќе победи Доналд Трамп? Нема да се смени ништо, почитувани гледачи. Тоа што ви кажав на почетокот, што се смени во овие 4 години од мандатот на Доналд Трамп во Република Македонија? Се смени само македонското име, ништо друго. Ако 2011 година Џо Бајден го притискаше Никола Груевски заедно со Хилари Клинтон да биде сменето името, и ние затоа нели ги мрзиме демократите, ни направија шарена револуција да се смени името, ние го сменивме името и без шарена револуција, со неуспешен референдум. Не го сменивме во мандатот на Џо Бајден и на демократите, го сменивме во мандатот на Доналд Трамп. Значи ништо нема да се смени. Ќе се разбудите утре, ќе имате исто пари колку што имате денес. Ќе се разбудите заутре, ќе ги имате истите грижи кои ги имате денес. Никој нема да ви ги реши тие проблеми, ќе мора да ги решите самите. И сидите до 5 сат на Савајна, навијат или за Трамп или за Бајден, и ништо нема да решат. Тоа се две страни на неиста паричка. Тоа е американската олигархија. Американската олигархија не се грижи за американците, ќе се грижи за македонците. Па цел свој капитал го префрли во Кина. Па економскиот просперитет на Кина станува со американската олигархија. Зошто? Бидејќи имат ефтина работна сила и капиталот многу брзо се оплодува. Се обиде Доналд Трамп тоа да го смени, се обиде да го врати капиталот и му се случи шарена револуција во Америка. Му се случи Вухан вирус во Америка. Му се случи корона криза во Америка. Доналд Трамп е немоќе на тоа да се спротистави, не се спротистави бидејќи свати дека нема сила да се спротистави. Сега знаете на крај ќе се постави прашањето дали се испазери или беше уценет со оваа американска олигархија. Времето ќе покаже дали една од тие две опции биле во игра. Проба да се спротистави, проба да ги порази, не успеа да ги порази. На крајот бил или уценет или бил испазарен. Тоа е суштината на политичките процеси. Од другите теми на регионален план, мислам дека влијањето на Тајип Ердоган ќе биде намалено. Ако 2015-2016 година се обидува да му направат државен удар на Тајип Ердоган во Истанбул и едва и се спаси со помош на Русија и со помош на руските разузнавачки служби, ова демократска екипа не го сака Тајип Ердоган. Знаете, имаше една конфликтна ситуација, кој беше референдумот во Турција, имаше две соопштенија од Вашингтон. Едното беше од Белата куќа, кај што Доналд Трамп му го честита референдумот и победата на референдумот на Тајип Ердоган, а Стејт департментот, кој беше под контрола на демократите, изрази сомнеж во референдумот кој беше во Турција спроведен страна на Доналд Трамп. Тоа беше тоа двојство на американската политика. Сега веројатно тоа двојство ќе биде малце запакувано, нема да биде толку видливо, меѓутоа тоа се двете Америки кои функционираат. Значи улогата на Ердоган ќе биде намалена на Балканскиот полуостров. Ова дивење на Ердоган кој сега го прави во однос на Ерменија, во однос на Грција, во однос на Кипар, веројатно ќе биде ставена под контрола или на крај ако Ердоган продолжи тоа да го прави, ќе биде под знак на прашалник ставено базата Инџирлик во Турција и учеството на Турција во тоа јужно крило на НАТО,
Македонија, ќе му направат некој воен пуч како што прават идминатите 50 или 60 години во Турција, ќе биде албанското прашање издигнато на ниво да мора да биде решено, притисокот врз Вучич ќе биде огромен, Вучич ќе се обиди повторно да се сврти кон Москва, меѓутоа нема да најде на отворени врати. Значи така ќе се решават во однос на Република Македонија. Ние ги решивме без малку сите прашања, колку што може да го читам кој ти тој најави дека ако победи Џо Бајден, тој човекот кој ги реши нели оние кризни ситуации со 27 април, кој ти најави во едно своје интервју некаде 4 или 5 дена пред изборите дека ако победи Џо Бајден ќе инсистира на расчистување со криминалот и корупцијата во Република Македонија и ќе помогне Република Македонија да стане побрзо членка на Европската унија. Ќе видиме дали тоа ќе се случи, меѓутоа расчистувањето со корупцијата и со криминалот ќе значи жесток удар и врз врвот на СДСМ и врз врвот на ВМРО-ДПМН. Значи, ако дојде во една таква политичка разврска, да се инсистира на расчистување со криминалот, тога секој и во врвот на ВМРО-ДПМН и во врвот на СДСМ може да се плаша за своите политички кариери. Знаете што, почитувани гледачи, тоа ќе биде предмет на некоја една политичка анализа или емисија во рамки на циклусот емисија во Центар. Ми се чини дека во врвот на СДСМ, на луѓе кои не се склони на Зоран Заев, како со душа да чекат промена во врвот на ВМРО-ДПМН, да трнат во процес на соборување на Зоран Заев. Дека во моментот Јордан Орце Камчев, Зоран Заев и Христијан Мицковски е некој трилинг кој меѓусебно си помага. Едниот да остани на чело на СДСМ, вториот да остане на чело на ВМРО-ДПМН, а третиот да не заврши во затвор. И дека структури и во врвот на ВМРО-ДПМН и во врвот на СДСМ тајно преговарат како да се расчисти со оваа структура во Република Македонија. Се надевам дека американците ќе застанат на нозе и ќе ни помогнат во расчистување со криминалот и во врвот на ВМРО-ДПМН, и во врвот на македонската олигархија, и во врвот на СДСМ. Бидејќи, ако на чело на ВМРО-ДПМН дојде нормален политичар, тогаш многу полесно нормалните политичари во врвот на СДСМ ќе му се спротивстават на Зоран Заев и на Вице Заев и ќе има сосема поинакво однесување на судските и истражните органи во однос на однесувањето на Јордан Орце Камчев. Затоа велам, јас се надевам дека ова што се случува на изборите во Америка, иако таа надеж е многу мала, но еве, повторно се надевам дека ќе може да дојде до расчистување со криминалот во Република Македонија. Бидејќи ако не се расчисти со криминалот во Република Македонија, почитувани гледачи, кој е вгнезден и во олигархијата и во двете најголеми партии во Република Македонија, не може да оди напред, ќе пропадни како олово во Дојранско езеро. Ако не расчистиме со криминалот, знаете, тука не е битката дали сакаме или дилемата дали сакаме да расчистиме или не сакаме да расчистиме со криминалот. Тука е дилемата дали ќе расчистиме со криминалот и ќе обстоеме како држава или криминалот ќе ја уништи Република Македонија за тој да се спаси. На крај мала мини анализа што ќе се случи во Република Македонија, а тоа ќе го анализираме во наредната една или неколку емисии во рамки на циклусот емисија во Центар. Ќе има 3 процеси. Тие 3 процеси ќе се судрат, почитувани гледачи, и тие 3 процеси ќе треба да завршат или со пат на владата, или со смена на Христијан Мицковски. Христијан Мицковски и Зоран Заев ќе се обидат да се договорат помеѓу себе, да се спасат, ниту едниот да падне од фотелјата во ВМРО-ДПМН, ниту другиот да падне во фотелјата на Илинденска безброј, односно да остане на чело на владата на Република Македонија и на чело на СДСМ. Трите процеси се хистеријата поврзана со преговорите со Бугарија, хистеријата поврзана со корона кризата и овие енормни бројки на заразени на почините во Република Македонија и аферите Рекет 1, 2, 3, сега се најава Рекет 3. Што е суштината на сите тие 3 процеси? Овие две политички структури и дел на групацијата контролирана од Јордан Орце Камчев помеѓу себе да се договорат. Едниот остане на чело на владата, достане на чело на СДСМ, вториот достане на чело на ВМРО-ДПМН, да нема вонреден конгрес, а да нема ни избори во Штип, ако е возможно, и на тие избори Христијан Мицковски да не биде поразен, за да не можат тие што се претенденти на неговиот престол да барат негова оставка, а Јордан Орце Камчев да се остане на слобода. Значи, тоа се процесите кои сега се случат во Република Македонија, тие 3 хистерии Рекет 3 кои ќе се отвора во наредниот период, или има најава превентивно дека ќе се отвора ако Зоран Заев почне да делува против Христијан Мицковски или против Јордан Орце Камчев, овие дагао новинари или дагао новинари, како што велеше во снимката Јордан Орце Камчев, ќе почне да објавуваат делови на таа афера Рекет 3. Ќе има хистерија со преговорите со Бугарија, тамо или ќе се договориме, ако се договориме ќе биде капитулација, ако не се договориме нема да бидеме членки на Европската унија, или ќе има хистерија со корона кризата, како што има секаде во Европа, меѓутоа никаде во Европа не се бара оставка на владата или на министерот за здравство во услови кога постои пандемија на корона криза, се бара оставка од кога ќе заврши војната. Не се бројат жртвите додека трае војната, значи тоа се 3 процеси кои ќе ги анализираме во наредниот период. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Еве на крај би сакал нешто лично да кажам. Мене помалку ми е жал што не победи Доналд Трамп, бидејќи 2016 година
На вистина со големи очекувања ја дочекав неговата победа. Не бев еуфоричен ко многу мои колеги, не бев еуфоричен ко македонската јавност, не бев толку еуфоричен како дел на политичката елита, но мислев дека Америка зачекорува на пат на промени. И дека тие промени кои ќе се случуваат, ја не мислам дека ќе се случат турбулентно, туку ќе се случат чекор по чекор и дека тие промени ќе предизвикат промени и во Македонија и секаде во светот. Не се случија промени, на моje големо жалење, ниту во Америка, ниту во Македонија, ниту во светот. Затоа овие избори ги дочекав тотално незаинтересирано. Да, навистина пишував на мојот портал од Центар, меѓутоа бев тотално индиферентен, бев неутрален. За мене не битно дали ќе победи Доналд Трамп или Џо Бајден, бидејќи ништо ново нема да се случи, ништо ново нема да се испорача. И Америка ќе остане иста каква што е сега, и Македонија ќе остане иста каква што е сега, и светот ќе остане исти како сега. И тоа ќе биде проблем, зошто? Бидејќи и Македонија, и светот, и Америка се зрели за ремонт, плачат за ремонт. И Македонија, и Америка, и светот бараат лидер кој ќе треба да ги канализира, да ги катализира, да даде енергија на тие процеси. Така како што е сега поставен светот, е поставен да предизвикува перманентни кризи. Ние се уморивме од перманентни кризи. Нас ни треба совет во кој кризите ќе се решат. Ќе се решат во Америка, ќе се решат во светот, а ќе се решат и во Република Македонија. Ни помина младоста во криза. Зарем не е веќе време да почнеме да живееме во некризни ситуации? Да не читате навечер секој ден колку има заразено, колку има умрено, колку луѓе се отпуштени од работа, да поминувате па скопските улици во 21 часот да се празни, никој да не поминува. Се уморивме од таква криза. Се уморивме и ние, се умори и светот, се умори Европа, се умори и Америка. Затоа времето всушност ни спорачува едно барање. А барањето е како да најдеме модел, да го смениме светот на подобро. Ако ние тоа не го направиме, тогаш тоа, знаете, се прави или со правење, со анализа или со размислување, или со влагање во некоја драматична криза, драматична војна, драматично раскупусување, драматично располовување, драматични конфликти. Такви драматични конфликти од типот на Прва, Втора светска војна, ова сегашна Трета светска биолошка војна, тие ќе осменат светот. Значи, светот ќе осмениме Македонија и Америка или контролирано, или неконтролирано. Ако го смениме контролирано, ќе имаме контрола на процесите. Ако не го смениме контролирано, ако тоа се случи неконтролирано, тоа ќе биде како река која прави поплава. Ако се прави поплава, тогаш никој не е сигурен во таа поплава. Затоа велам, ќе има две можни разврски. Тие промени ќе се направат контролирано или неконтролирано. За жал, нови американски избори, не сум оптимист дека е влезено во еден процес на контролирано менување на светот. Многу повеќе е влезено во процес на санирање или фрлање на мал малтер врз сегашната светска политика, бетонирање на сегашната ситуација, држање под контрола или во плитка кома што се вели на пациентот, меѓутоа во еден момент пациентот или ќе умре или ќе стане. Ако умре, ќе бараме нов пациент, ако стане, тогаш ќе биде неконтролиран процес. Од нас зависи како ќе го спроведеме тој процес. Тоа е некој завршно финале на ова моја вечерашна анализа. Се гледаме во недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија. Каде да си?